Традиционалниот хорски фестивал Тетовски хорски одзиви ТЕХО годинава го доживеа своето 35-то издание, целосно посветено на православната духовна музика под мотото Гласот на православието. Културната манифестација годинава обедини 13 хорски ансамбли, кои пред тетовската публика изведоа 90 композиции со духовна вредност. Ова издание на фестивалот понуди едно патување низ музичката историја. Се исполнија композиции создадени пред многу векови се до денес, вели организаторот, диригент Ивица Зорич, председател на фестивалот ТЕХО. Имаме можност да слушаме композиции од наранните периоди на почетокот на христијанството, па се до денес, така да има и современи композиции, и сето тоа радува, затоа што и многу композитори и сега пишуваат композиции во тој стил, така да луѓето се навраќаат на Бога и Христа и сето тоа ги исполнува душите на сите слушатели. Задоволството е уште поголемо што оваа година имаме 13 хора кои што на својот репертоар исполнуваат ваков вид на музика и се надевам дека во тој дух ќе продолжиме. Сето тоа е една обврска и задоволство и кон идните генерации. Како што е веќе востановена традицијата, хоровите настапуваат во Тетовскиот соборен храм Свети Кирил Методи и духовно-културниот центар Кирил Пејчиновиќ во Лешок. Како секое издание, има голем број нови хорови кои за прв пат се представуваат пред тетовската публика. Нашата поента е да хорови кои што не биле на ТЕХО, дојдат на ТЕХО, така да секоја година имаме и нови хорови, со тоа го масуваме хорското пеење и духовното пеење. Така да имаме едно шарениво на хорско пеење и квалитет, и добро е што сите хорови се слушаат меѓу себе кога пеат, така да и начин е едукација и се наоѓаат кој до каде, до кој ниво до стигнал. Ние степенот на квалитетот на хоровите го подигнавме на едно повисоко ниво, тоа е обврска, има размена на партитури, се е во функција на хорската музика. Хорот Стив Наумов од Битола, еден од најстарите македонски хорски состави, е редовен учесник на фестивалот. Оваа година фестивалот е со духовна музика, духовен карактер композиции, православни композиции. Ќе има дела од Александар Архангелски, ќе има од Рахманинов, ќе исполниме нешто, ќе исполниме од Јане Коџобашија, наш композитор. Разновидна програма, всушност ние ја милуваме како хор духовната музика, баш ни лежи во пеењето и затоа сме радосни кога имаме настап со црковна музика. Колку еден ваков фестивал е полезно, да речам, за еден хор во однос на стекнување нови искуства, познанства, но и соработка? Ите како се добри овие фестивали, кога повеќе хорови на едно место се дружиме, добиваме искуство едни од други, се среќаваме со помлади колеги, со постари кои ни биле професори во времето, од големо богатство за секој, и за хористот, и за диригентите, и секако за организаторот. Организаторот секогаш има нешто ново што да понуди. Согласно традицијата, наредната година на фестивалот ТЕХО ќе се исполнуваат композиции од класичната музика. Овој фестивал за прв пат се одржал во 1973 година.